Здраво, јас сум Магдалина од Паблик. Веќе знаете дека во подкастите имаме многу квалитетни гости, оние кои прават иновации на различни идеи. Па така и денеска има многу баво друштво, ќе го замолам да се представи сам. Ќе ни кажеш накратко кој си и од каде доаѓаш, со што се занимаваш. Пред се мило ми е што сум тука со вас и што имав можност да зборувам на овој подкаст. Моето име е Дончо Јанкуло, доаѓам од Битола, имам 18 години, а мојот последен ангажман бил од страна на Младинскиот културен центар во Битола, во рамките на проектот Лабораторија за младинско учење, конкретно во одделот за обука за социјално претприемништво. Браво, значи 18 години, а веќе толку големо искуство во поглед на оваа област. Многу ми е интересно кај тебе што прво ти помина менторска поддршка, па потоа стана на некој начин ментор, поддржувач на учесниците. Тоа е многу баш онака за пофалба, па ме интересира ако би можел да направиш една паралела и ако ги споредиш двете работи, каде ти беше поубаво? Па би рекол подобро ми беше кога бев оној кој учеше, него ли оној кој предаваше, само поради тоа што имаш малце поголема обврска од другата страна, но не верувам дека беше проблем. Секако и на двете искуства беа баш интересни и би рекол дека топ си помина. Како од една страна претходното лето започна буката конкретно за оваа тема, со цел да можам да учествувам на проектот како ментор. Од моја страна мислам дека супер си поминав и делумно поради луѓето кои беа присутни исто така таму и познанствата, а и поради мојата радозност, би рекол, и интерес кон темата. Мислам дека се поврзе некако едно со другото и потоа се префрлив на менторската титула. Тука беше интересно и би рекол освежувачки беше за тоа што работиш со млади и можеш да ги видиш нивните енергии, нивните идеи, како тие предонесуваат и како размислуваат, посебно сега генерациите кои идат, па и моите врсници, гледајќи дека јас самиот имам 18 години. Па да, тоа е најинтересниот момент. Тука би сакала да те прашам што е тоа што го виде кај учесниците. Прво ме интересира колку младиве знаат што е социјално претприемништво, дали знаат што е социјална економија и како реагираат на почетокот, а како потоа кога ќе се вклучат во нешто вакво, им се менува ли свеста? Ако на почетокот било некакво, станува ли тоа поквалитетно? Од една страна, значи, како што знаете, да започнам со невладиниот сектор, тие се привремени проекти кои во иднина некогаш продолжуваат да функционираат, некогаш не. Сега младите, како такви конкретно за оваа тема, не беа толку едуцирани, не беа толку запознаени со истата, затоа што мислам дека се сведува за помала заинтересираност од страна на младите кон ваквите теми и тоа малку ме запрепастува кога ќе видам некој млад човек кој е мој врсник и не е заинтересиран воопшто за оно што се случува околу него, но како што поминувавме низ обуките имаше трансформација нормално. Сигурен сум дека ако најдете некој на улица од тие деца кои учествува на обуката, би знаеле да ви одговорат на ова конкретно прашање, што е социјално претприемништво и нивните идеи беа вистина револуционерни и интересни, би кажал, и корисни би биле ако навистина успеат да се реализираат. Па кога сме кај идеите, каква идеја развивте вие? Па процесот на обработка на идеите одеше преку обука прво нормално што е социјално претприемништво, а потоа изработување на бизнис канвас модели. Имавме различни теми кои беа опфатени, од ментална поддршка за млади, булинг, па и до жени со социјална попреченост или некои жени со социјален карактер. И со жени жртви, како што знам. Жртви на насилство, да. Имавме конкретна идеја за тоа, односно конкретен бизнис модел, поддршка на нив преку психосоцијална помош им давате, да. А и од друга страна имаше и за третмани за убавина, кои што се наменети за овие жени.
и како учесниците, дали имаше некој како изреагираа на ова, дали имаше нешто што те изненади кај нив, нешто што не го очекуваше, дека пошто не беа ученици, значи беа и студенти, ако значи сепак до кај што опфаќа млади до 29 години претпоставувам, значи мешана група, мешани генерации. Има ли некоја разлика во генерациите? Учат ли младите побрзо од оние повозрасни млади или немаше тука некоја во таа генерацијска разлика? Повозрасните, односно тие што се поголеми во однос на младите, би рекол дека беа малку повеќе едуцирани на темата, позаинтересирани, за разлика од оние помладите, и затоа и на почетокот напоменав она што го забележав и што би рекол ме разочара како млад човек е заинтересираност. Така да, ама мислам дека се среди, некако се израмнија двете страни. Кој беше поодговорен? Или беа одговорни сите? Доаѓаа ли сите на... Знаете како имаше претходно поголем број на учесници и како што ги интересираат, ја се изречува и така останавме до некои 20 учесници. Така да. Добро, и тоа е добра бројка. Кој проблем сакавте да го адресирате со овие 20 кои останаа? Значи, конкретен проблем имавме за невработливоста на младите. И имавме доста голем број на млади кои што не можат да се снајдат на пазарот на трудот и не биле интегрирани претходно. И тука првите две обуки, од кои не бев јас дел, се базираа конкретно на тоа, да им се даде некоја вештина со која што ќе можат да се појават на пазарот на трудот, или сега кога ќе дојдеме на мојата обука, да можат да пристапите на самовработување, со што отвараат и нова врата. Да, точно. И треба да се развие целосен бизнис план, тука не оди тоа така лесно. Добро, кога зборуваме, начнавте нешто за вештините. Дали можете да ми кажете, еве, гледајќи ја и групата која поминала, меѓутоа и вие самиот сте многу млад, имате 18 години, кои вештини недостасуваат кај младите? Што е она што сигурно има многу, меѓутоа кои се оние најчести што не можете да не ги приметите? Пред се јас би рекол дека јавниот настап и јавниот говор би било одлично ако може да се адресира уште од порана возраст, бидејќи тоа представува една основна работа која што треба да има секој млад човек со цел да може да го изјасни своето мислење пред се. А ваквите проекти се, мислам, одлични за тоа. Освен тоа, сега како што е динамичен светот, добро би било и да се запознати со вештачка интелигенција и како истата би се користела во приватниот сектор и односно како би им служела како компетенција за вработување. Формалното образование во нашата држава, јас сметам дека е малку застарено во однос на програмите, посебно високото. Така да и затоа имаме одлив на мозоци, што би рекле, од наша држава, но со тек на време мислам би се средило тоа. Нормално сме релативно млада држава, така да имаме некоја посветла иднина, барем така би рекол, со тоа што би ги привлекле младите, ако остане некој тука поради некоја ваква некоја ваква обука или ако отворе некој свој бизнис, како што кажав, самовработување, би било одлично. Дали, согласно ова што го кажавте, дали поддршката е таа што изостанува овдека, па младите најчесто одлучуваат да заминат во странство, и дали се младите тука доволно слушнати? Дали им се уважени идеите и ставовите, затоа што потенцијалот е тука и го гледаме и постои и нели светот и останува на младите? Дали се доволно слушнати, дали им се уважени ставовите, дали се доволно поддржани младите? Имате ли некоја идеја како тоа да го поправиме? Ако одеме конкретно кон поддршката во однос на самовработување, нашиот систем предвидува нормално различни грантови кои можат младите да ги искористат за самовработување, различни обуки и менторства, но имаме и некои неповолности, би ги нарекол, со тоа што нашата држава е релативно неефикасна во односот на работата на администрацијата и на јавните услуги. Дури 39 сме од 44 земји во Европа, односно на долниот дел од листата за квалитет на јавни услуги. И тоа најчесто би кажал дека е поради огромната бирократија и неповрзаноста помеѓу институциите. Некоординацијата. Да, и нивната координација. По еден млад човек ќе мора со месеци да се бори со таа тврдина,
од јавна институција со цел да добие некоја дозвола за работа или И на крај може и ќе се ќе откаже. се откаже. После да, толку. скроз- Па колку овие проекти влијаат во самодовербата кај младите? Дали вака се гради самодоверба кај младите? Па, се конкретно, јас можам за себе да зборувам, Да, но тоа ако- ја што сум го искусил, е дека навистина кога си во соба со повеќе луѓе и кога ќе треба да имаш своји идеи и своје мислење, кога ќе треба да го прикажеш пред другите, создава некако се сочуваш со стравот и при тоа се навикнуваш на истото и така градиш самодоверба. Така И да- искуство. И искуство, да, а ваквите проекти се одлични за тоа, со тоа што ќе се запознаеш со нови луѓе, ќе видиш различни ставови и јас би ги советувал младите да почесто да се поактивни и почесто учествуваат на вакви проекти со тоа што не знаат на што ќе начекаат и како со кои ќе се запознат и што ќе научат. И може на почетокот нешто што личи досадно, пошто живееме во свет што многу е динамичен, технологијата е многу брза, нешто што знаеме денес веќе утре не важи. Може би навистина на почетокот додека да се приклучат им е потребно да видат дека тоа не е досадно, него всушност што све им носи. Битола не е мал град, меѓутоа и државава не е мала. Па што значи ова за битолчани, за битолските деца, да кажем, пошто еве до 29 години, што ова им носи? Дали им носи нешто ново? Пошто добро го знаеме Широк Сокак, многу е убав, таму одиме, седиме на кафе и меѓутоа дали е ова еден друг начин на социализација? Да, би рекол дека ова би бил преферабилниот начин на социализација меѓу младите, со тоа што има едукативен карактер, има дружба нормално и нови познанства како што напоменав и е многу според мене поприродно на ваков начин во ваква средина да се развива некој млад човек наместо во кафичи или како што е нормално битола стандард кафе. Да. Добро, кажете ми каде се гледате вие? Во иднина, во блиска, во далечна. Во блиска иднина, најверојатно на факултет, со тоа што би работел на своите компетенции и на моето знаење да го надоградам, па понатаму не би знаел, само со мали чекори, само напред, се надевам уште поупорен од сега и со уште поголеми амбиции. Што сакаш да студираш? За жал во нашата држава нема таа програма, но би сакал да студирам анализа на податоци, односно сега ќе се изразам со англиски збор, data science или data analysis, Да. кој што за нашиот пазар е се уште ново нешто и го нема толку, па и затоа го немаме и во програмите на факултет, но се надевам дека ќе се вратам и во иднина назад со цел да Тоа што си го стекнал таму како знаење, да го... Па добро, може би ќе ти даде и ветер во грб тоа што види дека сепак тука има млади лица кои имаат потенцијали и дека нешто што ако им се даде поддршка, дека позитивно одговараат на се тоа. Многу емпатични идеи ви се родиле. Мислам, овие општествени проблеми што навистина се секојдневие. Кажи ми една реченица што го опишува твоето искуство во овој проект. Би рекол дека навистина е убаво искуство и како што напоменав освежително за некој млад човек да се дружи со млади луѓе, да биде ангажиран, активен во секојдневието на возрастните и да ги видам некако од двата света како се. Ти уживаш? Па да, јас би рекол дека уживав, така да немам некоја замерка. Би го поминал ова исто во уште еднашка? Реално да, би сакал. Тогаш ти било убаво. Добро, мене ми е драго што беше денеска мој гостин. Ти благодарам на времето и за све што сте направиле за Битола пред се и за државата. Фала ви што ме гостувавте. Ти благодарам.